Да се обезбедат пристојни услови за живот за сите граѓани, да се инвестира и да се гради со изграден систем на работа кој ќе трае во иднина е заложба на секоја локална самоуправа. Верувам дека ова е заложба и на првите луѓе на општина Ѓорче Петров, па затоа во наредните 15 минути разговарам со градоначалникот на општината Александар Стојковски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вас и до гледачите на вашите емисија. Преку прилозите кои што претходно имавме можност да ги погледнеме, всушност ги слушнавме проблемите со кои што секојдневно се соочуваат граѓаните низ сите градови во земјава, па така и во вашата општина. Се градили во Ѓорче Петров, има ли побарувачка за станови, каков е односот побарувачка понуда и секако како успевате да ги реализирате урбанистичките планови, се со цел пак и да не се загрози животната средина и да не се намали зеленилото? Така е, апсолутно се согласувам со вас за последниот дел. При носење на секој детален урбанистички план имаме ние однапред зададени параметри спрема правилниците кои што се важечки согласно позитивните законски прописи и нема можност да вие донесете плана да тие критериуми не ги исполните. Така да еден вид на заштита е тука и за жителите, и за општината, и за понатамошниот развој на заедницата. Што се однесува до побарувачката на станови, интензитетот на градба, за разлика од претходните 2 години, гледам дека интересот на инвеститорите последнава оваа календарска година е веќе зголемен или нормализиран, бидејќи имавме пари исклучително лоши години на територија на општината Ѓорче Петров во делот на нови инвестиции. Сега гледам дека по однос на приливот што ги имаме од комуналната такса за уредување на градежно земјиште, дека тој интерес и довербата е вратена и дека се гради во Ѓорче, а можеби е тука една од причините што сепак сме ние многу поевтини во други делови на градот. Скопје по однос на квадрат за метар квадратен на новите стамбени единици. Така да претпоставувам дека се повеќе фактори кои што влијаат, меѓутоа да има, да речам, зголемен интензитет на градба во измината оваа тековна година. Општината е јавна институција која пред се е сервис на граѓаните. Тоа мораме да го истакнеме и работи во нивен интереси, пред се да се детектираат проблемите на терен, да се решаваат во рамки на надлежностите кои што ги има општината. Успевате ли во тоа? Пред се дали ја прифатија граѓаните вашата заложба и дали добивате поддршка? Како вие гледате на тоа што го работите? Па сега ќе бидам најискрен, апсолутно дека даваат поддршка граѓаните за она што го работиме. Имавме сега избори, поминавме доста позитивно, тоа е и дел резултат на нашата работа, не само мојата и на другите градоначалници. Проблемите кај сите генерално ни се исти. Тие се сферите. Јавна чистота, да речеме, улично осветлување. Да, веднаш што се надоврзани, кои се најбарани услуги, потреби и барање од граѓаните, на што најмногу се жалат, а што најмногу им оди во прилог. Не во основа, туку ние целосно сме посветени, јас малце обратно тргнав со прашањето на решавање на сите проблеми кои што се функционален аспект на жителите на Ѓорче Петров. Најчестите барања се овие што ги кажав. Често има реакции во делот на одлагање на ѓубре на несоодветен начин, има реакции доколку одредено сјалечно место не е во моментот во функција. Иако морам да кажам, можеби ние најдобро сме покриени со таков систем во градот Скопје и брзо се решаваат проблемите во делот со уличното осветлување. Генерално тоа е проблемот кај скопските општини. Кај сите е тоа што вие го начнавте, надлежностите кои што ги имаме ние, кои што во голем дел ни се преклопуваат и дури градот е доминантен во одреден дел, а луѓето не ги знаат доволно тие работи, ни ги префрлаат како и за се обраќаат во општината. Видете, тоа е исправно. Вие не може да ограничите, нормално ние сме најблиску до жителите, тие тука ќе се обратат прво. Меѓутоа недостатокот на можеби доволно добра комуникација со институциите во градот и на нас не осложнуваат работата, а го осложнуваат и животот на жителите на градот Скопје во секојдневието.
Урбанизмот и комуналните дејности се едни од најглавните активности кои што се во фокусот на вашето работење. Станува збор за тековни проекти кои што се многу значајни нели за секојдневното функционирање и за живеењето на жителите во општината. Со какви проблеми се соочувате, но и колку изнаоѓате успешни решенија за реализација на ваквите проекти? Па видете, ние успеавме во изминатите 2,5 години целосно финансиски да ја рехабилитираме општината и да ставиме општината на здрави носи. Од една општина која што беше најголем загубар народскиот излазам, негде должевме и 140 милиони денари. Ние сме сега со позитивно салдо, во добра кондиција и работиме интензивно на терен. Генерално за реализација потребни се финансии, или? Така. Значи тоа е основата на сите активности и тоа може да го забележат жителите на терен, ги интензивираме тие работи. Завршивме еден цел сегмент на улицата Радушка, би сакал вака да ги набрам за да добијат представа луѓето. Од 600 метри со целосно реконструирана канализациона и атмосферска мрежа. Во најбрзо време ќе отпочне со реализација на третата фаза, тоа се негде околу 27 милиони денари кои што општината Ѓорче Петров од сопствен буџет ги обезбедува. Работиме тука на нова канализациона мрежа вредна 6 милиони денари. Започнавме нов циклус на асфалтирање на улици во руралниот дел, 7 улици во Стопански двор, во напредна фаза се исто така 6 или 7 беа во Кисела Јабука, па ќе одиме во Стопански, имаме 3 улици, па ќе работиме на проширување на паркинг зони во урбаниот дел и реконструкција на некои најдотрајани улици кои што се во урбаното јадро. Промовиравме завршени 3 спортски терени нови во Ѓорче Петров, 2 на Вештачка трева во основното училиште Беровски, на улицата Македонска војска, помало игралиште исто тако за помала категорија на дечиња и едно прекрасно мултифункционално игралиште во Даме Груев, кое што е со најсовремена подлога, безбедна за дечињата. Треба да внимаваме сега веќе на тие работи, оние стари кои што ги имаме игралишта, да ги надополнуваме и да ги надградуваме. Гледаме со различни активности да сме присутни во различни делови на општината Ѓорче Петров, бидејќи сепак се работи за една голема територија. И територија за да бидат сите задоволни граѓани. Во секое мало да направиме подреден проект кој што директен бенефит ќе почувствуваат жителите. Јас морам да истакнам дека во поглед на локалниот економски потенцијал и секако расположливите стопански капацитети што ги има општина Ѓорче Петров е општина која што се уште нели може да се развива. Секако имате и поволна сообраќајна местоположба, квалитет и структура на економските капацитети, потоа реален потенцијал за индустријски прогрес и сето тоа всушност ви овозможува да работите на стратегија за развој на општината, ама пак и представува еден голем предизвик за локалната самоуправа и за вас како прв човек на општината. Па видете, во дел ке се согласам, позицијата и сите тие услови кои што ги имаме ние како општина сами по себе не ги носат промените. За нас, од како општина, е исклучителна важност генералниот урбанистички план на градот Скопје и намените кои што се зададени за одредени локации кои што ни се во интерес, како што рековте, да развиваме ние таму лесна и незагадувачка индустрија и објекти од аспект на стопанство. За жал, општината Ѓорче Петров со последниот генерален план на градот Скопје е посебно во урбаниот дел е доста, да речам, оштетена со таков тип, бидејќи нема доволно намена за бизнис, нема доволно намена за развој на таков тип на економија. И верувам дека со плановите што ги носиме, и со планот сега брзо што го донесовме со за 16 се предвидувам изградба на стопански субјекти, трговски центри, предвидувавме изградба на нова детска градинка, на ново училиште. Вие кога правите едно планирање од почеток, треба развојно да гледате за тие луѓе кои што ќе се населат таму, да имаат простори за децата и тука и да живеат, а понатаму, ако може да се обезбеди простор за работа, уште подобро да бидат тие во непосредна близина. Мораме да одиме со она што последно го прочитав како дел од информациите кои што ги истакнувате на вашата веб страна. Неодамна се одржа една дискусија за подигање на јавната свест за активности поврзани со менталното здравје кај децата, а морам да истакнам дека вие отворивте и прв сензорен центар во вашата општина. Па видете, таа тема е многу актуелна и треба уште повеќе да се актуализира. Никогаш не е доволно, баш на средбата која што имавме со представници на УНИЦЕФ, во чија што организација
ситуации беше настанот, го разговаравме тоа, кога се работи за децата од училишна возраст, проблемите со менталното здравје со кои што се соочуваат, за жал се повеќе се присутни такви ситуации, ради средината, ради социјалните мрежи, повеќе ризик фактори се, ајде така да изразам. Меѓутоа, она што ни фали е една јасна национална стратегија и рамка по која што сите ние треба да се движиме, и секако начин на кој што ќе ги финансираме тие програми. А точно е, да, ние отворивме, прва општина што отвори сензорен центар за деца од предучилишна возраст во градинката Пампурче. Се отвори таков тип на центар кој што вклучува сензорна соба, односно сетилен центар, имавме центар, моторен центар и имаме дел во каде што ќе работи дефектолог кој што ќе оплаќа општината Ѓорче Петров дополнително, и сега наскоро ќе започнеме со тој дел, а имаме одлична соработка и со факултетите кои што се поврзани со таа област, така да ќе можат и студентите да доаѓаат и тука практично дел од нивната работа да го вршат, а на тој начин пак ние ќе помогнеме на многу повеќе дечиња кои што тука ќе престојуваат, зборам 1-2 часа во текот на денот, од таа и од други градинки ќе престојуваат. Наредна цел ни е отварање уште еден таков центар во клонот Сонце во Волково и полека секаде каде што имаме простор да ги искористиме ресурсите да направиме по еден ваков центар. За крај на разговорот, само кратко морам да заокружам со она што се однесува на обуките кои што ги реализиравте за подобрување на услугите на администрацијата, пак во делот работење на општината и какви услуги дава за граѓаните? Последното тоа, ние ќе бидеме првата општина во Македонија. Градот Сараево во регионот е од општините, зборам, има други институции кои што се КАФ сертифицирани. Низ еден подолго траен процес имавме можност натрешно и потоа со надворешни аудитори, да кажам, на проектот да ги согледаме повеќето од аномалиите кои што ги имаме во секојдневното работење. На крајот сето тоа ќе биде изработена стратегија с која што ќе усвоиме и по која што треба капацитетите човечки и административни да ни ги зајакне со цел жителите да добиваат подобра услуга. Инаку од услугите на дневна основа се најразличен тип, најчесто се поврзани повторно околу делот на градење, земјиште, барање на изводи од планови, па и дури катастарски изводи се издаваат, мислам, кај нас во општина и се она што е поврзано со недвижниот имот на жителите. Јас ви благодарам многу за гостувањето. Она што ни е целта и намерата е да говориме за проекти кои што не само се најавуваат, туку и се реализираат. Вие ја имате реализацијата, продолжувате со динамика и забрзано темпо и понатаму. Ќе следиме вашата работа и ќе бидете повторно наши гости. Ви благодарам во секое време.